Минатата година, на 3 ноември, се навршија 30 години од атентатот врз Киро Глигоров, првиот председател на самостојна Македонија. За жал, и по толку изминат период, и по 3 децении, се останува исто. И денес, и тогаш, институциите на системот се нефункционални и профанисани. И тогаш, и денес, не се знаат нарачателите, организаторите и извршителите на овој терористички чин. Останаа отворени и одговорите на многу прашања, меѓу кои најбитни се идентитетот на купувачот на автомобилот, бомба на Скопскиот пазар во Скопје и дали пропустите и грешките во истрагата биле намерни или не. Ништо ново не откри ниту автобиографската книга Атентат ден потоа. Со текот на сите овие изминати 30 години, настанот бледнееше, одеше во заборов и постепено добиваше пежоративна конотација на конспирација, заснована на предрасуди и немање на материјални докази. Клучно прашање, според мене, останува дали можеше и зошто не беше превениран терористичкиот чин, а во тој контекст и одговор на прашањето зошто институциите во сите овие изминати 30 години не одговорија на овие прашања. Факт е само едно, дека некадарната истрага не го откри атентатот. Доколку нема одговори, ова колоквијално или наречена мокра нарачка врз првиот председател на самостојна Република Македонија дефинитивно ќе остане нерасветлена. Ќе остане една темна бројка, квадратура на кругот. Метафора за настан одложен во фундусот на бивши луѓе, намерно анатемисани, избришени и заборавени, како што има во многу случаи во македонската историја. Господин Джиков, вие сте автор на неколку книги за атентатот врз председателот Глигоров. Во тие книги пишува дека сте имале со Глигоров разговори во 4 очи по 10 часови. Што вадите од таа синтеза? Прво, последно ми е драго што овој разговор го водам со господинот Љубомир Гајдов, за мен еден извореден интелектуалец, професор и кој во животот секогаш се бори и се бори за правда и во случајот на атентат врз председателот Киро Глигоров. Јас би ја почнал историската приказна, бидејќи поминало 30 години од атентатот, а тоа се случило 3 октомври 1995 година. Тогаш, во тој момент, кога се случи атентатот, јас бев судија, истражен судија во Основен суд Скопје 2, во Бутелчаир, така да ги потсетам јавноста, што значи не сонував дека ќе дојдам во ситуација да го водам случајот атентат врз председателот Киро Глигоров. Кога еве судбината професионално и кариерата ме одведе во водите на обвинителство 1999 година, 16 април, тогаш бев избран во Републичкото собрание со кандидатура од судија, станав државен обвинител на Македонија. Кога станав државен обвинител на Македонија, бидејќи колегите ги познав, истражен судија, кривичар, така што цел состав на обвинителство и по старите колеги, и по младите, условно да речем, и беа големи пријатели, бидејќи професионално сме ангажирани во откривање, гонење и пресудување на криминал, дали класичен и така натака. Во тој момент, кога дојдов обвинител, си поставив една од приоритетните задачи, а која јавноста не само ја тиштеше, ја вознемируваше,
што се случува со атентатот врз председателот Киро Глигоров. И во тие прилики јас го земав лично да го проучувам предметот атентат врз председателот Киро Глигоров. Го проучував низ два аспекта. Што значи тоа два аспекти од кривичен правен аспект? Што се случило од 1995 година до моето доаѓање месец април 1999 година? Каде е полициската и судската истрага? Тие се едни со други врзани, не врзани, туку поврзани, согласно законот на кривична постапка. Тргнувајќи од таа премиса законска, јас направив увид на обвинителскиот предмет. Морам да ви кажам, длабоко се разочарав. Тоа беше предмет кој беше повеќе од скромен во однос на евидентирање на атентатот на председателот Киро Глигоров, а второ, во согласност со министрите Павле Трајанов, Досла Димовска, Љубе Бошковски, беа променливи, тогаш направив и увид, личен увид, на полициската криминалистичка истрага. Што утврдив во полицискиот дел што се работил? Само утврдив, и тоа се големи, да речем, обемни материјали, утврдив дека се што се правело оперативно од страна на криминалистичката полиција од моментот на случување на атентатот, се свело само на службени белешки во однос на распит на граѓани, во однос на тактичко-технички проверки на терен што се случувало. Значи, до 1999 година не се открија кои се сторителите, кои се наречителите и кои се планерите на атентатот. Од кога ја заокружив кривично-правната анализа моја, му се јавив на председател Киро Глигоров, кој во тоа време беше активен председател до 1999 октомври месец, кога беа изборите и кога на тие избори победи покојниот председател Борис Трајковски. Значи, правиме една хронолошка анализа. Со председател Киро Глигоров, морам да ви кажам македонската јавност, тоа сега првпат го изјавам, бевме лични пријатели. Првпат го кажам ова, уште од 1992 година. И јас не знаев од каде таа доверба кон мене од страна на председателот Киро Глигоров, но после сватив дека во тоа негово уверение или доверба учествуваше владиката Дедо Михаил, со кој исто така бев многу блиски односи. И христијански, и православни, и лични. Меѓутоа, на председателот, бидејќи, зошто го побара председателот Киро Глигоров? Тој беше жртва на атентатот. Значи, тој учествуваше во таа постапка, за жал, по сила на законот, каде што неговиот статус е сведок оштетен. Не знам од кои причини. До тогаш не беше распашен председател. А како што е познато, јануари 1996 година председателот се врати на работа, активно. Што значи од јануари 1996 до моето доаѓање април 1999 немаше правна волја, не политичка, правна волја да биде распашен нашиот председател господинот Киро Глигоров, кој сега, како што знаеме, 2012 година почина, јануари месец. Разговарав, како што и вие ми го поставите прашањето, повеќе часови, направивме анализа, бидејќи он е оштетен, сака да знае што се случувало со истрагата. Тој напиша две книги, во кои ги спомнува истрагата. Едната е Македонија се што имаме и има поднаслов Атентат. И дава своја анализа, кој што му кажал, како му кажал, но секогаш бил незадоволен од работата на министер за внатрешни работи и од работата на тогашниот државен обвинител. Меѓутоа, што се случува? Од кога поразговараме, бидејќи обвинителот согласно законот на одредбите на кривична постапка, должен е да ги штити интересите на жртва. Затоа и пристапив на разговор, иначе законот дава ограничување и овластување како да се постави обвинителот со странките во кривичната постапка. Од кога тоа поразговаравме со почитуваниот председател господин Киро Глигоров, размислував длабоко како мојот период, просто народски кажано, да не ми избега некој сведочење кој ќе биде крунски историско сведочење во однос на самиот атентат,
но и за иднината на генерациите да биде поучна. Направив концепт, во тој концепт го вклучив мојот помлад колега, кој беше тимски играч со мене, тој е обвинител Звонко Ристојски, млад, енергичен, учен, и со мене ме пратеше во целата конкретна активност. Што направив? Размислувајќи концепт, направив да го сослушам цел државен врв. Тој го направи. Цел државен врв го сослушав пред истражниот судија. Истражниот судија се вика Лилјана Шопова. Во таа приказна активност прв беше сослушан господинот Киро Глигоров октомври-ноември 2001 година на распит. И тој во исказот кажа дека првпат мене ме распрашува државен орган, односно судија. Тоа траеше два пати, бидејќи беше обемно неговото кажување, неговиот исказ, и на крај пред подписот да го стави на записник, рече дека се приклучува на кривичен прогон, што значи тој се смета за оштетен, се смета за оштетен и македонската држава, и дека се бара понатаму да се изведува постапката и ажурно и оперативно од страна на полицијата, нели? Тие ги обезбедуваат доказите. Во таа пригода, покрај исказот на господинот Киро Глигоров, како што реков, концептот ми беше цел државен врв да се сослуша, следи сослушувањето во тој период, ноември-декември, на председателот на Собранието на Македонија, господинот Стојан Андов. И тој дава исказ, така што две централни личности веќе се во смисла на активирани во кривичната постапка, затоа што до распитот на председателот Киро Глигоров, кривичната или истражната судска постапка се сведе само на полициска, со билтени, информации, оперативни белешки на полицијата, што е корисно, но не и доволно. И сега што се случува? Покрај тоа, го сослушувам и председателот на владата тогаш, во моментот кога се случи атентатот, господинот Бранко Црвенковски. Сите овие три личности учествував директно во нивно сослушување пред истражниот судија Лилјана Шопова и мојот колега нормално Звонко Ристојски. Понатаму, за да имаме еден увид и представа што се работело од атентатот до денот на распитот, беа сослушани министерот за внатрешни работи Љубомир Фрчковски и беа сослушани првите државни помошници секретари. Тоа е Павле Трајунов, Слободан Богоевски и ред други службеници. Значи, заокружив една, да речам, концептуална ситуација, што со македонскиот државен врв се случуваше во време и по денот на атентатот. Со тоа практично направив напори согласно законот. Ништо надвор од законот за кривична постапка. Така да во овој дел на вашето прашање се надевам дадов едно објаснување што се случуваше во првото мое ангажирање во однос на атентатот на председателот Киро Глигоров. Каков впечаток водите од тие разговори? Од тие разговори јас напишав неколку книги, мемоарски, документирани. Првата книга беше Заговор против председателот Киро Глигоров, објавена 2002 година, рецензирана од професорот Камбовски, професорот сега покај Никола Матовски и промовирани од професорот Шкарич. Тоа е првата книга, а подоцна се посветив на атентатот затоа што тоа е прв председател на Независна Република Македонија. Така што направив? Ги објавив и следниве книги. Македонско досие подкупи, атентати и предавства, понатаму книгата Политички камелеони и октомвриски атентат и понатаму книгата Киро Глигоров и Жак Ширак мета на атентати. Зошто ја објавив ова последнава книга? Бидејќи председател Киро Глигоров, негова последна меѓународна средба беше со Жак Ширак. Тој се врати од Франција во тие прилики и неприлики во однос на одбрана на македонското име на Република Македонија
И во тие прилики, читајќи, пратејќи ја, и мене многу ме интересираше наша меѓународна политика, како и секој човек, така што, значи, тој беше првиот факт кој ме потикна да ја напишам книгата со Жак Ширак. Вториот, по атентатот, председателот Киро Глигоров беше поканет на лична покана во Франција, 96 година, по негово правување, по два основи. Основ во однос на името на Република Македонија и основ неговото лечење од тешките повреди што ги имаше председател Глигоров. И таа интересна историска приказна ја врзувам бидејќи двајцата председатели доживеа за жал и за среќа атентати каде што останаа живи. А иначе атентатот на Жак Ширак се случи 2002 година, 14 јули, ден на националниот празник на Франција. Тоа се тие мемуарски книги кои ќе останат во македонското сведоштво за темата за жал атентат врз председателот Киро Глигоров. И уште еден детаљ тука ви спомнам, со атентатот се изврши терористички напад на председателот на држава. Тоа е еден факт. Втор факт, се изврши напад на врховниот командант на македонските вооружени сили. И трет факт, директно се изврши терористички напад на Македонија. Тоа значи на сите граѓани во Република Македонија. Во една пригода, по промовирање на книгата Букарските антисемитски закони, во МАНУ, пред академикот Владо Камовски, професорот Владо Поповски, ми рече, како директор на македонското разузнавање, кога бев во ЦИА, во Вашингтон, директорот на ЦИА, Џорџ Тенет, ми рече, атентатори се најблиските соработници на Глигоров. Тоа му го реков и на Глигоров во Скопје. Јас на ваша констатација ќе се надоврзам. Требаше ова лето да има средба со адвокат Тома Фила. Во Охрид требаше да има, по друг повод. Сакаше лично да се видиме, меѓутоа сакам да искористам неговата изјава, која се сопаѓа со ова што вие го велите. Тоа познат, угледен наш адвокат кој живее генерацијски во Битола, во Белград, тој исто така даде таков коментар дека од опкружувањето се некои вклучени во атентатот. Но, јас како обвинител до таков податок неам дојдено, само го пренесувам мислењето на адвокат Тома Фила. И благодарам во името на телевизија 24 што се понуди да го снима овој интервју. Во оваа прилика сакам да укажам дека учествував на конференцијата 2010 година во Дом на армија, каде што директно дадов свој допринос во однос на објаснувањето по 15 години атентат. Тоа е една работа. Втора работа, драго ми е што има конференција на Филозофски факултет, која е континуитет по 30 години, но јавно сакам да упатам препорака на нашата почитувана председателка Гордана Силјановска Давкова, степенот на атентатот и научната согледба да се одржи и научна конференција каде што ќе бидат повикани домашни и странски стручњаци, дали од област на кривично право, дали од област на криминалистика или од област на историја во однос на атентатот. Сметам дека е тоа морална обврска на почитуваната наша председателка да не се заборави атентатот. Зошто? Посебен пример би го спомнал Доналд Трамп, председателот на американските држави, кој во предкампања, во кампања и сега како председател на држава зборуваше дека треба да се отвори атентатот на Џон Кенеди, кој се случи во Далас, Тексас,
1963 година. Тоа нека ни биде пример, зборам на сегашниве власти, да се активира таа постапка во однос на одбрана на интегритетот на македонската држава. Јас сум новинарот на Нова Македонија што прв ја напиша оваа книга за атентатот. Значи, ова е публицистички труд, базиран на тогашните сознанија, тогашните информации, што ги имавме сите. Бев исклучително ангажиран, бидејќи беше за мене тоа исклучително и голем предизвик. Ке кажам нешто што никогаш не сум го кажал, дека посебно првите месеци после атентатот имав многу закани и притисоци од непознати лица врз мене и врз моето семејство. Ова никогаш не сум го кажал. Затоа знаеа нормално моите предпоставени, меѓутоа јас бев новинар. Јас бев првиот што само 3 дена после атентатот објави дека автомобилот го довезла жена. Јас бев првиот што откри дека 3 месеци пред атентатот од магазини на Арама бил украден експлозив, пластичен експлозив, витезит, кој што бил во таа количина и од тој тип употребени за атентатот. Дали тоа некому пречело, дали некој суплашило тоа, не знам. Во секој случај не ми било ни мене многу пријатно. Оваа прилика исто така е можност за една голема благодарност на сите луѓе, што и тогаш ми дава поддршка и што го оценија правилно значењето на тој чин, кои што сакаа да помогнат да се открие кој стои за ова. Ова е еден од ретките, можеби единствен политички атентат врз председател за кој што не се знае ама баш ништо. Што е едно неверојатно големо понижување и срам за целата држава и низините служби. 30 години не знаеме ништо. Знаеме само предпоставки, имаме само шпекулации, имаме само нагаѓања. Уште една работа ми е битна да кажам. 95-та година беше периодот кога Македонија на широки врати влегува организираниот криминал. Тука е господинот Павле Трајанов, кој што една година пред тоа во едно интервју за мене за Нова Македонија го кажа токму тоа, дека во Македонија влегува организиран криминал. 95-та година е година на ембаргото, кој нашиот северен сосед, година на кршење на ембаргото, кој нашиот северен сосед, година на огромни профити за неколку поединци и ситуација во која што председателот Глигоров очигледно беше информиран и не се согласуваше. Затоа, ако ќе кажете дека се работи за политички чин, имајте предвид дека во позадината на сето тоа се многу големи пари. Секогаш јас овој настан го гледам како комбинација на тие две работи. 1995 година, тој критичен ден, значи бев на работна позиција, главен инспектор или втор човек во 6-та управа, службата надлежна за обезбедување на председателот и останатите државни функционери. Бомбата што експлодира пред Бристол, можам да кажам, подеднакво силно не погоди и мене, и началникот тогашен Благоја Николовски, и сите колеги во управата, со тоа што ние само ги немавме физичките последици. Од тогаш во фокусот на моето внимание постојано овие 30 години беше атентатот. Некој порив да се открие вистината, да се дознае што се случило, да се дознае целата вертикала, кој е организаторот, кој е извршителот и секако да се дојде до инспираторот, односно налогодавачот.
Кога сме веќе кај истрагата, знаеме малтене и нејзиниот епилог. Истрагата 96 година, јануар, после онаа голема и обемна акција на полицијата во населбите Кисела Вода и Лисиче, почнува нагло да спласнува, да губи на интензитет и така е се негде до 99 година. Слушнавме кога дојде Ставре Джиков за јавен обвинител, меѓутоа и кога тогашниот министер за внатрешни работи и новата политичка гарнитура во државата објавија награда од 1.000.000 марки за секој оној што има некаква информација која ќе не доведе до атентаторот. И тогаш голем број идни милионери, кои себе се видува како милионери, нели, се упатија кон главната пријавница на МВР и во некои 3 дена имаше поднесено повеќе од 450 искази, изјави или писмени дописи од сведоци кои мислеа дека може да помогнат во истрагата. Меѓутоа, МВР не резултираше со некој конкретен исчекор и ефект од оваа акција, а председателот Глигоров таа година веќе стана екс-председател и во државно-политичката номенклатура беше отворена нова институција, кабинет на поранешен председател на Македонија, сместен во градскиот трговски центар на 8-миот кат во Кулата. И кога што се вели, нели, сиромав човек жив ѓавол, сите овие сведоци што беа најсигурни во себе, наместо према МВР се упатија према кабинетот на председателот и почнаа своите искази и изјави во писмена форма да ги оставаат таму. Јас имав можност еден голем дел од тие материјали да ги видам и негде 2008 година, кога напуштив Министерството, можев во една порелаксирана и послободна атмосфера да ги проучам и благодарение овие писмени искази, вака да кажам, од сведоци, успеав да го најдам келнерот кој во ресторанот Победа фактички ги служел атентаторите, односно атентаторскиот тим. Покрај еден солиден исказ, успеав да го најдам и лично да поразговарам со него и фактички да извлечам многу информации, односно да ја согледам целата тактика на атентаторскиот тим, како е атентатот подготуван. Значи, 3 до 4 да речам атентатори, мада не се сите атентатори, многу од нив учествуваат во подготовките, во организацијата и така натаму. Секој се вајле во 9 часот или пред 9 часот, веќе се во Победа. Еден од нив е надвор, чека да помине Мерцедесот и келнерот многу убаво приметил дека истиот има штоперица, има радиостаница, значи цело време е со некого во контакт и кога ќе се врати во ресторанот, кога ќе помине ескортот во правец на собрание, се водат белешки, се запишува, што значи едно класично, типично подготвително сценарио. Дури успел да примети дека истата таа екипа во попладневните часови се префрлува во ресторанот Букет, кој тоа време е собирно место на новинарите од Нова Македонија, и ја спроведува истата постапка. И третиот многу битен момент за мене е што постапката фактички, подготвителните активности за атентатот, по моја проценка, трајат негде околу 3 месеци, и тоа е фактички летото од 95 година. Председателот Глигоров е доста често одсетен од Скопје, беше на Охридско лето, имаше доста приеми и средби во вилата Билјана, така да во тој период кога Глигоров не е во Скопје, атентаторите точно знаат дека не треба да одат во ресторанот, меѓутоа истиот келнер е задолжен да однесе кетеринг во зградата кај што тогаш се наоѓаат Борово и Сава Крањ,
односно во влезот каде што се наоѓа станот на дописништвото политика. Вториот сведок за кој оценив дека би морал да го пронедам е тогаш едно младо момче на 30 на години, всушност физиотерапеут или масер кој оди редовно во една вила на Водна, негде на расстојание околу 300 до 400 метри од резиденцијата на претседателот Глигоров и нормално ги релаксира, масира, освежува и така натаму атентаториве кои се заморни од тешката работа. Од него успеав да ги фактички да сватам дека се работи за елитни имиња, така да кажам, од српското подземје, значи шефот на Новосадското подземје, точно знаеме кој е тој во тој период, и еден од неколку од врвните луѓе од Белградското подземје. Сакам да кажам што тогаш не ми беше јасно, сега што ми е совршено јасно, зашто истрагата не успеа да открие такви евидентни докази, а не се само овие. Тачно знаеме дека професор на на Шумарскиот факултет во Скопје, наш еминентен меѓународен професор, има тачно посочено по гранулацијата на песокот, по хемискиот состав, точната локација и позиција од каде песокот е изваден, употребен во вреките на прстенот на експлозивната направа. Точно било утврдено од каде се шрапнели, можело да се утврди шрапнелите каде се. Меѓутоа во сите овие прашања, по сите овие траги, некои 5-16 имам издвоено, без проблем можело да се дојде до клучните податоци, односно елементи. Тогаш отприлике не ми беше јасно, денеска генерално ми е сосема јасно зашто истрагата има трокирано и зашто ние овдека успеваме да промашиме еден витален, клучен историски настој за кој нацијата има право, како велат, да ја знае својата историја, па макар и незините темни страни. Ја тука се осврна само на неколку работи. Значи, првата работа е што сите вие знаете, веќе слушате, после такви настани, нели се заведуваат оперативни акции во службата за државна безбедност и таму се прибираат сите информации во врска со одреден настан, конкретно е со атентатот, 95-та атентатот, веќе после 3-4 години, значи таа акција носеше назив автомобил и таа е укината. Што значи тоа? Значи укинување на една акција, значи дека повеќе систематски не се собираат сознанија и се е оставено на случајноста. Ако случајно се открие, атентаторот се открие. Значи тоа е прв момент, акцијата автомобил е укината, значи после само некој, мислам дека 2000 година, ако не беше. Втора работа, што сакам тука да ја потенцирам, значи тоа е едно така интересно време во тоа време. Втори озамнинува Глигоров во Белград, нели, на трети имаше таму средба, а само за 15 дена треба да се случише договорот за партнерство за мир, со кој што Македонија станува потенцијална земја 27 членка на НАТО. Тоа требаше да се случи, значи, мислам дека беше 20 октомври. Сега за мене таа средба во Белград е интересна, што прво не е одржана во претседателската палата, него во еден објект на периферијата од Белград, во воен објект. И втората работа е, тука видов сведоштва, емисии, гледам, никој не го постави прашањето што е разговарал на таа средба во Белград, ниту пак Кирил Глигоров до смртта кажа, го репродуцира разговорот од таа средба, ниту пак стенограм се покажа од средбата. Сега Глигоров зошто тоа не го направил, дали од страв, дали сега некои други причини, не шпекулираме, но факт е дека тој разговор со Милошевич не е репродуциран, што е разговарано. Сега околу, ако се видат некои работи, може интересни се, што до 95 година Македонија е под целосна контрола на Југославија, службата уште повеќе е под целосна контрола на Белград. Американската ЦИА завладеава со овој простор некаде после 95-та. И нели го владее овој простор до денеска. Ние денеска немаме служби, тоа се обични филијали на ЦИА, значи не само македонска, него и сите овие служби од регионот. И во тоа 95-та година се прави тој радикален пресврт во таа македонската надворешна политика, бидејќи, како што кажа, за 20 дена требаше да се случи партнерство за мир, во која Македонија станува 27 членка на НАТО, а до тогаш Киро Глигоров балансира
Патем Киро Глигоров 91 година кога доаѓа, тој доаѓа како делегиран човек од Белград. До последен момент се залагаше да опстане Југославија и дури кога во ноември месец, некаде 91 година, лордот Карингтон, таа комисијата констатира дека Југославија се распаѓа, во декември извика Македонија не е се што имаме. И тогаш од Брисел беше пуштена таа декларација која република сака да биде призната, за рок 15 дена да прати барање до Брисел и меѓу тие републики Југословенски и Македонија прати барање да биде призната. Меѓутоа, на таа средба се прави тој радикален пресврт, неофицијално Киро уште е имал понудата да влезе Македонија во таа скратена федерација Македонија, Црна Гора и Србија, дури му било понудено местото да биде прв председател во тоа време на таа, се викаше Сојузна република Југославија, на таа скратена федерација. Меѓутоа, се прави тој радикален пресврт и Македонија од тогаш до ден денеска го води тој курс према Америка или Европската унија, како да го кажеме. Сите информации до кои што јас дојдов, бидејќи раководев во еден период со истрагата околу атентатот 98-99 година, укажува на, и сакам да нагласам два аспекта, укажува на тоа дека мотивите се политички, помалку, не знам, криминални и така натаму, повеќе политички. Македонија се движеше во насока на или прозападно, кон НАТО, Европската унија, започнаа демократски процеси во државата, се градеа демократски институции и мислам дека единствен начин во тоа време да се запре тој пат или да се сврте Македонија кон страна Б, имаше единствено интерес Србија. Така да го респектирам излагањето на амбасадорот. Меѓутоа, мислам дека состојбите не од сегашен аспект апсолутно не одговараат тогаш какви што беа. Значи, Србија не беше држава која што се извлекла од кризата. Косово вриеше, имаше огромни проблеми во Босна и Херцеговина и така натаму, независно што се постигна Детонскиот договор. Значи, стратешки државен интерес имаше Србија, Македонија или во Македонија да се отвори криза, или евентуално ако може, ако преовладат силите, структурите, Македонија евентуално да се сврти кон повторно да се вклучи во таа скратена Југославија или СР Југославија во тоа време. Тоа беа определбите и сите информации што ги добивавме воде кон тоа. За да не должам многу, два клучни елементи кои што се битни, кои што гледам дека ниту новинарите, ниту аналитичарите не ги истражуваат, затоа што имаше ембарго околу тие информации. Прво, пред атентатот се случи кражба на експлозив. Исто експлозив што беше употребен за атентатот, значи пластичен експлозив. Втора работа, исто, кражба на 12 далечински плувачи од магазините на Министерството за одбрана. Тие две кражби, тогашниот министер за одбрана Ханџиски и министер за внатрешни работи Фрчковски се договорија да ги покријат, да не се прошири во јавноста, не се направи увид на лице место, не се задолжија службите, оперативните служби и во армијата, но посебно МВР, оперативните служби на јавна безбедност, службата за државна безбедност, тоа беше покриено и со висок степен на доверливост. Значи, апсолутно не дозволија да се шират информациите. Тие се две клучни работи. Значи, атентатот е направен со пластичен експлозив, компонирана бомба по насред на тоа што го подготвила Југословенската народна армија и користен далечински оплувувач. Тие се два елементи кои никош досега не се истражија како и на кој начин се случило и кон кого водат насоките или трагите од тоа што се случи.